Благодарам, подпредседателе. Почитувани колеги, уште одма на самиот почеток сакам да се изјаснам дека го поддржувам овој закон за измена и дополнување на законот за минимална плата, односно неговото донесување, согледувајќи ја состојбата, катастрофално лошата финансиска состојба на граѓаните на Република Македонија во која се наоѓаат. Осетно е намален животниот стандард на граѓаните, цените секојдневно растат, дополнително силен е ударот на новите две кризи, за кои заслужни сте секако вие од власта во државата, кризата со електрична и топлинска енергија. Поскапувањето на електричната енергија за 9,5% и на парното за 14%, секојдневниот пораст на цените на нафтата и на нафтените деривати, затоа уште еднаш ќе потенцирам дека давам поддршка за зголемувањето на минималната плата на 18.000 денари. Уште еднаш ќе кажам поради исклучително тешката финансиска состојба на оваа категорија на граѓани кои примаат досега минималец. Но сакам да се искажам да не залажува владата и нас и граѓаните и ова зголемување на минималецот да го, кое слободно ќе кажам дека е изнудено, вештачки, како социјална мерка, да не ни го прикажува како некој голем успех, бидејќи станува збор, уште еднаш ќе кажам, за изнудено решение под притисок на Сојузот на синдикатите, осиромашените работници и нивната катастрофално лоша финансиска состојба, а никако како резултат на доброто економско работење на владата. И во моментов состојбата на граѓаните е катастрофално лоша. Сиромаштијата како категорија во овие години рапидно расте и е резултат на катастрофално лошото владаење на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, лошите економски политики, лошите економски резултати доведоа до тоа да 22% од населението или околу 500.000 граѓани ни живеат во сиромаштија, а 100.000 од нив живеат во екстремно тешка сиромаштија со помалце, слушнете ме добро, помалце од 40 денари на ден. За оваа состојба единствен виновник е власт, владата на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ. Нивното лошо и криминално работење, во кое доминираат криминалот, корупцијата, партизацијата на државниот апарат, институциите, тендерите и носителите на функции под палката на Зоран Заев и ликови налик Рашковски, Ден Дончев и нив слични кои на очиглед на сите секојдневно ги празнат државните каси, изнесувајќи пари во торби, чанти, на странски сметки и сето тоа Франко Вила Парк Струмица. Се нуди овде решение за зголемување на минималната плата со субвенционирање на работодавачите за исплата на придонесите за плати. Ова решение не е ништо друго освен гаснење на пожар или сламка за спас на Социјалдемократскиот сојуз, партија која се соочува со катастрофално лош рейтинг и недоверба од граѓаните. Субвенциите за плата не се решение, тоа е континуиран трошок на државата, пари од народот и не треба да се даваат во приватни компании, односно ова не смее да биде основа за работење. Ова е наметнето решение, уште еднаш ќе кажам, вештачко, хибридно, бидејќи не е резултат на пазарот на трудот, не е резултат на зголемување на продуктивноста, која е услов за зголемување на платите. Ова не го кажувам само јас, туку го кажуваат експертите. И затоа овие три чинители, владата, работодавачите, Сојузот на синдикатите, треба да седнат, како што договорија за зголемување на минималната плата, да договорат и подигнување на продуктивноста на трудот. Бидејќи како држава имаме најниска продуктивност на трудот во регионот. Ако не се усогласат останатите плати со минималната, во иднина ќе имаме уште поголеми проблеми. Поголем револт на вработените, бидејќи со овој закон
се зголемува процентот на лица приматели на минимална плата од 13,8% на 18%. Вие, почитувани колеги, треба, уште еднаш потенцирам, покрај тоа што донесуваме овде заедно закон за минимална плата, треба да го почитувате законот и законските обврски. Па според член 8 од законот за минимална плата да овозможите секако изголемување на платите скалесто во сите сектори, односно да се изврши усогласување на износот на коефициентите и вредноста на бодот на колективните договори на сите нивоа и во сите области да се усогласи со порастот на минималната плата. Се купува мир на 13% од вработените, односно оние со најниска плата, но што со оние 87% на кои платата не им е покачена со години? Се изедначуваат оние со високо образование, управата, правосудството, раководители, со оние кои биле на минималец и се со најнизок степен на образование. Сега дури доаѓаме до онаа реченица, исполнување на онаа реченица од вашиот бивш лидер Зоран Заев, едно општество за сите. Да, општество на сиромаштија, народ на минималец. Оваа влада нема капацитет да ги решава проблемите, бидејќи самата е генератор на тие проблеми. Оваа влада само се обидува да гасни пожари со пари од буџетот, пари што ги нема, пари кои ги обезбедува со скапи кредити и секојдневно не задолжува. Оваа влада, слободно ќе ја наречам, купи ден помини влада. Наместо да не задолжуваат, испумпуваат пари од буџетот, пари на граѓаните, требаше да работат на системско решавање на проблемите во сите сектори. Владата потврди во спроведување на конкретни мерки, не обезбеди навремено енергенси, не ги оспособи електрокапацитетите во државата и гледаме дека имаме недостиг на вода во акумулациите, на јаглен во термоелектричните централи. Оваа влада не се справи со ценовниот шок на нафтата и нафтените деривати и со воведување на нови давачки, акцизи, даноци, такси од 14,06 денари до сега, придонесува за покачување на цените на нафтата и нафтените деривати и со тоа секако дополнително го оптеретува и онака скромниот буџет на граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ 5 години се на власт. 5 години не убедуваат само што не отпочнала економската преродба и секоја наредна година ја најавуваат како економски бум. Но розовите очила ваши не гледаат реалната состојба и она што го живее и доживува народот. Фрапира податокот од 7.000 затворени фирми во 2021 година. Тоа е резултат на вашето добро економско работење како власт. Расте инфлацијата која пред 2 години беше 0%, но сега е 6,7% и е значително повисока од таа во еврозоната. Таму изнесува 5,1%. И ако знаеме дека од 1 март ќе се одмрзнат и цените на основните намирници, веројатно е дека ќе се доведе до посилен инфлаторен удар. И за ова, како и за се, владата наоѓа оправдување во ковид кризата, енергетската криза, но ова повеќе, почитувани колеги, не држи. Бидејќи според сите експерти, инфлацијата во Република Македонија е производ на домашни фактори. Цело време слушаме како кризи имало секаде, но вистината е поинаква. Во регионот во криза сме само ние и Косово. Податоците покажуваат дека сите други држави во регионот навремено превземале чекори за да се ги средат проблемите. Како пример ќе ја наведам Босна и Херцеговина, која во изминатиот период обезбедила приход од 4,5 милиони евра од продажба на струја. Србија продава скапа струја од 300, 400, 500 евра. Само кај нас прогласуваме кризи и испумпуваме средства интервентно од буџетот. Уште еднаш ќе кажам, ова е купиден помини влада,
наместо вистински стратегии, домаќинско и честно работење, реализација на капиталните проекти. Само да ја завршам мислата, ќе ме молам. Да, повелете, довршите мислата. Директни странски инвестиции, овозможување подобри услови за инвестирање на домашните инвеститори, што представува побрз услов за брз економски развој. За ова да се случи, треба да расчистиме со криминалот, корупцијата, неспособноста на партиските послушници и да ги насочиме јавните инвестиции кон клучните сектори кои придонесуваат за зголемување на продуктивноста на едно општество, а тоа се образованието, здравството и инфраструктурата. Сето она што оваа криминална власт и неспособна од СДСМ и ДУИ не го направи, а требаше да го направи. Затоа, почитувани граѓани, потребни се најбрзо предвремени парламентарни избори и влада со легитимитет и кредибилитет и капацитет кој очигледно ова ги нема. Благодарам. Реплика пратеничката Лидија Тасевска, повелете.